61% од вкупно 246 анкетирани компании изразиле незадоволство од видот и начинот на кој владата ја организира помошта во услови на пандемија. Незадоволството главно се однесува на следното. Сметаме дека критериумите треба да се сменат за да ги добијат оние навистина работодавачи кои имаат проблеми со неработење. Не може критериум намалени приходи да биде за субвенционирање на плати. За субвенционирање на плати во Западна Европа се субвенционираат изгубените работни часови, без разлика дали е заради болест, изолација или да речеме немање на работа, каснење на кинење на тие синџири на снабдување. Тие изгубени работни часови ги субвенционира владата во бруто износ. Иако за многумина најновиот пакет владини мерки веќе прилично доцни. Организацијата на работодавачи врз основа на анализата на владата и го сугерира следното. Нашето барање е да остане субвенционирање на плата, но ако владата мисли дека тоа зазема многу средства, значи највише бара средства од буџетот, тогаш да се измени да не се субвенционираат сите работни часови на сите вработени во компанијата, туку само изгубените работни часови на работници кои не работеле во тој месец. И тоа може многу лесно да се направи преку МПИ образецот и во МПИ образецот како неработење, како надомест за неработење ќе се исплати износ кој ќе биде предмет на субвенционирање од страна на државата. Сепак, основното е дека приоритетна помош треба да имаат фирмите кои се борат за живот, а не фирмите кои имаат раст на приходите. Не може на фирмите да им се нудат кредити, а тие не знаат дали ќе опстојат. Ризикот е поголем, а во прашање е огромен капитал кој директно на маса им се сервира на банките.